Atención, nueva alerta. Atención, nueva alerta. Ова е апликација на Шпанското Министерство за внатрешни работи наречена Alert Caps, дизајнирана меѓу другото и за помош на жртвите на семејно и родово базирано насилство. SOS копчето значи канал за брза реакција на полицијата преку лоцирање на жртвата и нејзина заштита. Може да се испрати звук, видео или фотографија. Апликацијата е преземена од најмалку 2 милиони корисници во Шпанија, а достапни се промотивни и едукативни видеа за населението. Descárgate Alercops, directo, discreto, cercano. Alercops, Ministerio del Interior. Во Македонија семејното насилство добива се поголемо внимание, особено по неколкуте случаи со трагичен исход. Десетина случаи на семејно насилство само во последното деноноќие регистрирала полицијата. Полицијата им сугерирала Нивана и Стојанче сами да си го решат проблемот на денот кога таа се самоуби, а неколку часа претходно го пријавила дека е тепа. 8-дневен притвор и кривична пријава добија обезбедувачот на премиерот, осомнечен дека физички ја нападнал својата сопруга. Се изголемува бројот на пријави за семејно насилство. Ако претходно сме имале 1 до 2 случаи неделно, сега имаме по неколку случаеви дневно. Во услови на сензибилизирана јавност, предлог за промени во институционалниот одговор при семејно насилство стигна лично од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Освен што најави камери како дел од униформата на полициските службеници при самото постапување, отиде и чекор понатаму. Во план сме да имплементираме нов систем на 112, кој што при повик од страна на жртва ќе може автоматски да го превземе и аудио и видео сигналот од мобилниот телефонот кој што звони жртвата. Со нејзино одобрување секако. И при тоа сите оние докази кои што ќе бидат евидентирани и запишани од страна на системот позадински, ќе може да се користат како доказ во постапката во иднина. Ова е научна фантастика во споредба со методите, процесите и условите кои што сега ги има. Но од тогаш не се објавени детали на темата. Со оглед на скудните информации во јавноста во врска со новината која министерот Панче Тошковски лично ја промовира, прашавме во ресорното министерство кога и како точно планираат да имплементираат. Какви законски измени би имало? Дали идејата е искомуницирана, например со ОТА? И дали се води сметка за заштита на приватноста на граѓаните и за правото на тајност на комуникациите? Во врска со евентуалното имплементирање на еден таков систем, МВР известува дека периодов истиот е во фаза на детална и компаративна анализа и се уште не се започнати било какви конкретни постапки. За понатамошниот тек на постапките, соодветно ќе бидете информирани. За идејата на Министерството за внатрешни работи се обративме до клучната институција за следење на комуникации, Оперативно-техничката агенција или скратено ОТА. Прашавме дали ОТА како независен државен орган што обезбедува техничка поврзаност меѓу операторите и овластените органи за следење на комуникациите е запознаена со иницијативата на Министерот за внатрешни работи. Информациите со кои во овој момент располага Оперативно-техничката агенција по ова прашање произлегуваат само од јавните настапи и медиумските изјави на Министерот за внатрешни работи. Сепак, од ОТА одговорија на нашето прашање каков им е ставот за иницијативата. Подсетуваат на уставните и законските гаранции за заштита на приватноста, слободата и неповредливоста на писмата и на сите други облици на комуникација, сигурноста и тајноста на личните податоци, заштита на достоинството и угледот, како и уставната гаранција за неповредливоста на домот. Имајќи ја предвид поставената уставно-правна рамка, разгледувањето на вакви иницијативи наметнува потреба од сеопфатна анализа преку интегрален, системски и инклузивен пристап, кој нема да ги изолира техничките од правните аспекти во рамки на поширокиот кривично-правен и безбедносен институционален систем. Техничките перформанси на евентуален систем неопходно е да се разгледуваат не само како технолошки капацитет, туку низ призмата на уставно-правниот поредок, пропорционалноста и демократските контролни механизми. Во рамките на општествениот контекст и направените институционални реформи во безбедносниот сектор, од кој произлезе и формирањето на Оперативно-техничка агенција.
жртвите може да испраќаат аудио, видео. Потребата од поефикасна заштита на жртвите ја потврдија и експертите што ги консултиравме за оваа сторија. Но тие повикуваат на внимателност при воведување ваков тип мерки. Секој механизам кој што овозможува аудио и видео снимање на одредени комуникации има потенцијален ризик од злоупотреба доколку не постојат јасни законски норми и секако силни контролни и надзорни механизми кои што ќе бидат спроведени. Во изминатите 3 децении ние секогаш кога МВР ќе излезеше со изјава за користење на телефонски записи, имавме на 3 пати лоши искуства кои немаа вистински правен исход. Врховната судика Мирјана Лазарова Трајковска, која беше и уставна и судика во Страсбур, сака да гледа позитивно на најавените промени. Таа додава дека не се работи за волја, туку за меѓународни обврски во делот на превенцијата и прогонот, кога е во прашање родово базираното и семејното насилство. Државата е потписник на Истанбулската конвенција, која предвидува превенција, вели таа. Но тука се и правилата на ЕУ, кои дозволуваат користење докази од дигитални алатки, но не без исклучоци. Дали органите на прогонот може да користат видео и аудио записи, кои што би им помогнале понатаму во постапката, мислам дека треба прво да се уреди законски. Овде не е во прашање само законот за внатрешни работи и правилата по кои постапува полицијата, во прашање и законот за кривична постапка, како би се користеле таквите видео, аудио записи, и при тоа мора да се води сметка за приватноста на индивидуата. Такви записи не смеат да се користат за ниедна друга намена, освен во контекст на настанот за кој тие се прибрани. И универзитетскиот професор по безбедност Ице Илиевски е согласен дека ваков систем би можел да биде значаен инструмент за побрза реакција, токму поради фактот што дел од случаите на семејно насилство остануваат нерешени поради недоволно докази и стравот на жртвата да сведочи. Сепак, теоретски ваквиот систем може да доведе до прекумерно следење, може да доведе до неовластен пристап до одредени чувствителни податоци, може да имаме снимање на трети лица кои што не се поврзани директно со случајот, па дури и евентуална институционална злоупотреба на овој систем доколку не е строго ограничен и контролиран, и секогаш дополнително постои ризик од протекување на одредени информации, особено овие снимки кога станува збор за вакви интимни или семејни ситуации. Тука мора да истакнам дека доколку се воспоставува ваков систем, треба да се уреди и утврди прецизно кој може да го активира снимањето, кој дава одобрение за да се пристапи до камерата, микрофонот и така натаму. Семејното и родово базираното насилство не се горлив проблем само во Македонија. Дел од земјите веќе развиле така наречени паметни системи за итни повици преку строго регулирани апликации, како примерот со Alert Caps во Шпанија од почетокот на оваа сторија. И најважно е дека корисниците на овие апликации треба да дадат дозвола и согласност да се овозможи, односно апликацијата да има пристап до нивната локација, микрофон, слично и согласност да се обработуваат, односно да се дадат нивните лични податоци. И тука може би исто така е важно дека треба да бидат предупредени корисниците дека доколку лажно пријават, бидејќи може овие апликации да се злоупотребат, дека ќе бидат применети одредби од кривичниот законник кои што укажуваат за лажно пријавување. Сепак, и без да се применат нови мерки, државата може да учи од тугите примери. Ние го имаме предметот на Курт против Австрија, бидејќи во семејно базираното насилство жртва не е само жената, жртва се и децата околу жената, кои многу често настрадуваат не само физички, туку го имаме и примерот на Талпис против Италија, кога во семејна кавга при еден долготраен процес на известување за постојање на семејно насилство, при обид да ја заштити мајката, настрадува синот. Имаме рамка, имаме пракса на Европскиот суд за човековите права, таа дори и да не се имплементира една ваква нова мерка на прибирање на докази,
обврските на институциите да ги заштитат жртвите остануваат, бидејќи тоа е составен дел на позитивните обврски и како еден од најважните сегменти во овој дел, во овој момент, не ќе да е само легислативната измена, недостасува тренинг, недостасува обука, недостасува пристап. Големото уво, Таргет тврдина, се афери кои оставија длабоки рани во младата и кревка македонска демократија. Тие болат поинаку од раните на жртвите на семејното насилство, но со идеите за употреба на современа технологија и снимање за заштита на жртвите, меѓусебно се испреплетуваат. За да се лечат едните, мора да се води сметка да не се продлабочат другите.